Само мал број земјоделци го злоупотребуваат сушниот период пред најавениот дожд, кој од вчера започна да врне за да ги запалат страништата со се сламата во нив во ризовите полиња. Во денови на викендот задими од неколку локации во Кочанските оризови полиња, главно во Чешиновско-Облешевскиот реон, каде пламените јазици се гледа и во ноќните часови. Сепак оваа есен изостанаа масовните палења, што е знак дека колективната свест за штетите од опожарувањето на полињата се подигнува на повисоко ниво. Проблем сепак е фактот дека сламата остана во нивите несобрана, па сега по врнежите ќе мора да се чека пролетта за да се исуши и да може да се балира. Истовремено се поставува прашањето дали и тогаш земјоделците ќе останат дисциплинирани со поглед на непалење на страништата или притиснати од роковите за орање на нивите и сидбата ќе мораат да се ослободат од сламата на најбрз и најлесен начин. Како и да е, за да се стави крај во овој комплексен сегмент, неопходно е сите теоретски мерки утврдени низ истражувањата и проектите да добијат практична реализација со јасна распределба на задачите за секој засегнат објект. Конкретно, да се знае кој ќе ја собира сламата, кој и каде ќе ја прифаќа и складира и како ќе се регулираат трошоците околу сето тоа. Бидејќи без целосно решение во февруари или март и април повторно ќе пламне Кочанската котлина со сите последици од опожарувањето.